Беше тоа на 16. јули 1054 година, кога настана така наречената голема шизма, или поделбата на христијанството на католицизам и православие. Беше тоа на 16. јули 1661 кога за првпат во Европа една банка издаде книжна валута. Тоа се случи во Шведска, а банкнотите почна да ги печати Стокхолмската банка. На 16. јули 1868 година во селото Дерманци, Ловечко, е роден Христо Чернопеев. Дипломирал трета прогимназиска класа во Плевен, а потоа одбива редовен воен рок во 17-тиот плевенски полк и во 1899 останува на служба како подофицер и фелдфебел во 15-тиот ломски полк во Белоградчик. Во истиот полк служел и Борис Сарафов, кој го привлекува Чернопеев во македонското ослободително движење, а тој е меѓу основачите на тајното офицерско братство во Белоградчик. На 14. февруари 1900 година станал четник во четата на Михаил Апостолов Попето и дејствува во Гевгелиско и Јаниџе-Вардарско. Од април 1900 е самостоен војвода на чета во Кукуш. Христо Чернопеев заедно со Крстоа Сенов и Јане Сандански учествува во аферата Мис Тон во Пирин во 1901. Во 1903 година Чернопеев се однесува со резерви кон одлуките на Солунскиот конгрес за кревање на востание. По востанието е војвода на чета во Кукушко, каде обучува идни војводи на организацијата. Во октомври 1905 е делегат од Струмичкиот револуционерен округ на Рилскиот конгрес. По Младотурската револуција во 1908 се легализира. Во април 1909 четите на Чернопеев и Сандански учествуваат во походот на младотурците во Цариград против контрареволуционерите. По избувнувањето на Балканските војни, Чернопеев е начело на втората посебна партизанска чета на македонско-одринското ополчение и учествувал во борбите за Банско, Мехомија и Кавала. Загинал на 6 ноември 1915 во судир со француските сили во близина на селото Криволак. Погребан е во црквата во Штипско Новосело. На 16. јули 1921 во Прилеп е роден Крсте Црвенковски, народен херој, носител на партизанска споменица од 1941, борец, обштественик, публицист. Неговото име е впишано во историјата на Македонија по повеќе основи. Партизан е од самите почетоци и вклучен во борбата против фашизмот во Македонија. Истакнат и енергичен политичар кој се залагал Македонија да има достојно место во југословенската заедница. Крсте Црвенковски почина во Скопје на 21. јули 2001 година. На 16. јули 1935 година во Софија умира Алексо Стефанов, демирхисарски војвода на ВМРО. Роден во селото Радово Демирхисар околу 1901 година, тој влегува во четата на Тома Давидов, во која се вклучени и Димитар Јасенов, Иван Јасенов, внуците на Хаджи Димитар, Петар Тинев и други. Во селото Брезово Алексо Стефанов и другарите се земени од Јордан Пиперката, каде заедно со четата на Ѓорги Сугарев четниците станале вкупно 70. За време на Илинденското востание во 1903 тој учествува во борбите кај Смилево, Цапари, Облаково и други села. По востанието во 1904 е четник во Благоевград и Малешевско. Во 1905 станува помошник на битолскиот реонски војвода Димче Сарванов и дејствува во Демирхисар со 13 души, каде останува до Младотурската револуција во 1908. Потоа е направен обид да биде убиен.
По избувнувањето на Првата Балканска војна во 1912-та, тој се пријавува како доброволец во македонско-одринските доброволни чети и станува војвода на четата 19, која действува во Битолско, а потоа и во Втората Балканска војна служи во првата чета на 6-та Охридска дружина. По Првата светска војна учествува во возобновувањето на организацијата и од 1920 до 1928 е војвода на чета во Битолско и Охридско. Подпредседател е на Битолскиот окружен конгрес во 1923 каде бил избран за член на окружното тело заедно со Ѓорги Поп Христов и Петар Шанданов.